И 11 дена по председателските избори се уште нема целосни и конечни резултати. Доналд Трамп поднесе жалби во повеќе сојузни држави, а Џо Бајден веќе го формираше неговиот преоден кабинет. Ние ќе победиме. На денот на ветераните, председателот Доналд Трамп ја упати оваа кратка порака преку Твитер. Неговите тимови поднесоа жалби во повеќе клучни сојузни држави, а последна во низа е онаа во Пенсилванија, која има за цел да го блокира потврдувањето на изборните резултати. It is possible that if they kick up enough dust and enough allegations and uncertainty, that they could potentially convince Republican-controlled legislatures to seat a rival slate of electors that are opposite of what the votes in the state and the voters in the state called for. That would be an extraordinarily extreme step. It would really be a coup against the American people and a destruction of the democratic process. Во меѓувреме, две сојузни држави се движат кон пребројување на гласовите – Висконсин и Џорџија. With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a recanvass all at once. Штабот на Трамп соопшти дека ова е важен прв чекор во процесот да се осигура дека изборите биле фер и дека секој легален глас бил преброен. Досега правните постапки кои ги поведе тимот на председателот не успеа да обезбедат докази дека има изборна измама, велат демократите. We are a week out and the president is still desperately searching for evidence of fraud. He won't find it because it doesn't exist. Дури и доколку дел од тужбите и барањата за пребројување се успешни, аналитичарите сметаат дека е малку веројатно оти тоа ќе го промени крајниот резултат. But it does appear reasonable what the media, both the left-leaning and right-leaning media, have concluded that it is impossible for Trump to make up the deficit he now faces in key states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin and Nevada. Законот предвидува дека електорите мора да се состанат и ги пренесат гласовите до средината на декември. Во меѓувреме, проектираниот нов председател Џо Бајден веќе работи на формирање на својот тим, а оствари виртуелни средби со повеќе светски лидери. Речиси сите светски лидери веќе им честитаа на Џо Бајден и на Камала Харис. Тоа го направија и македонските председател и премиер Пендаровски и Заев. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.